Добар ден на сите гледачи. Би сакал да направам неколку видеа по барање на голем број од членовите на групата Криптореволуција, во кои што би објаснил основи на техничка анализа, односно користење на TradingView платформата, која што е најсофистицираната и практично единствена платформа во светот која што може да ви дозволи да работите на било каков вид на средство на пазарот, кое што е представено во овој чарт овде како што може да го видите, и практично ви дава извештај, односно ви дава извештај во живо на самата цена и нејзиното движење. Сега за почеток би сакал да ви покажам дека многу едноставно е да се направи профил овде. Истиот е, првиот профил е бесплатен. Може да го направите со кликнување на овој дел овде каде што стои S моментално, затоа што мојот профил е веќе внесен, но кога би кликнале овде би било потребно само да имате своја електронска пошта и следете ги чекорите едноставно да се направи профил за почеток на TradingView страната. Истата ја користите и понатаму за својата техничка анализа. Значи првиот профил, како што реков, е бесплатен и истиот се користи за да ги користите фактички алатките кои што ќе пробам да ги објаснам во неколку видеа, каде понатаму би можеле и сами да научите како да правите собствена анализа, без при тоа да зависите од анализата на други лица, практично. Значи, прво правило во било каков вид на инвестирање, без разлика дали е тоа криптопазарот, дали е тоа акции, дали е тоа добра, значи во секој случај мора да направите собствена анализа. Така да основата на техничка анализа, посебно на TradingView, како напредна алатка, е една од основните работи кои што ќе ви требаат во било каков вид на инвестирање. Така да јас лично мислам дека користење на оваа алатка буквално би го променила начинот на кој што размислувате за пазарите, без разлика, повторно ќе кажам, дали станува збор за криптопазарот, дали станува збор за акции и било каков вид на останати пазари. Значи, за почеток би сакал прво да обрнам внимание на левели. Значи, тоа е еден од основните работи, еден од основните на некој начин алатки кои што може да ги користите во одреден чарт за техничка анализа, каде што би можеле да утврдувате дали одредена цена би имала поддршка или би имала практично одбивност да помине на повисока или на пониско ниво. Значи, за почеток, како што може да видите, ова е чартот каде што може да го гледате доброто кое што се селектирале. На десна страна дека ќе наоѓаат добрата во случајот дали се тоа криптовалути, дали се акции, дали се било каков вид на акцизи или што и да инвестирате. Значи, во овој дел може да селектирате за кој е добро станува збор, каде сакате да правите анализа. Во овој случај овој график дека представено свеки е уствари график каде што може да видите како се движи самата цена. Десна страна може да видите дека ова се уствари износите на цената. Оваа цена линија заедно со црвениот квадрат ви покажува точно каде се наоѓа моментално цената и колку изнесува и колку престанува од оваа свеќа тоа да биде завршена и почне нова. Значи, зелени свеќи, кои што може да видите, представува движење на цената на ова добро, во случајов става збор биткоин. Верувам дека би се сложиле да користи биткоин како основа за анализа, затоа што е најголемата криптовалута и на некој начин и со нејзината најголема историја како криптовалута дозволува поголем обем на податоци, каде што би можеле на некој начин да ги извршиме овие анализи за почеток и да може да видите како сите тие алатки може да ги примените на одреден чарт. Вториот дел, како што може да видите црвени свеќи, кој што е цена надле и една свеќа представува еден временски период, во овој случај од лева страна овде може да видите исто поголем број индикатори ќе се задржам само на основата во случајов. Значи, во случајов М, каде што пишува уствари се временски интервали во кои што се представени овие свеќи. Значи, овде на овој основен чарт една свеќа представува временски период од 1 месец, што значи дека за ова свеќа заврши да почне нова, да помине 16 дена до завршување на истиот месец и почнување на нова свеќа. Истото може да го промените на било кој временски период, во случајот мене ми одредни само да речем стратешки они кои што се најбитни и би поратал и да ги користите вие за почеток, тоа би бил 1 месец, една недела, 1 ден, потоа 4 часа и 1 час. Верувам дека тие се доволно почеток како временски интервали каде што ви може да научите како да ги преминувате првите, да речем, индикатори во однос на техничка анализа. Како што реков на почеток, ќе почне со основниот и прв, речем, индикатор спред мене, кој што се левелите, односно нивоата. Истиот може да го најдете од левата страна, овој дел панелот е уствари која алатка ќе ја направите да ви биде омилена, односно ќе ставите звезда во неа и во тој случај ги вадите оние алатки кои што ви се најбитни и најпотребни, кои ги користите во секојдневната техничка анализа, што на некој начин доста ви помага да нема да ги барате истите во овие пијачки мнија. Значи, ова е хоризонтал арей или тоа е уствари ниво. Значи,
затоа што си вадени овде ќе го користам од да речем од шорткатот. Ќе користам нивоата. Индикатор ниво. Значи, за да одредим ниво во одреден чарт, прво мораме да разликуваме што е тоа бран во однос на цената нагоре и бран во однос на цената надоле. Она што го рекуваат bull или bear run, односно движење на bull што ја представува движење на цената нагоре или bear што ја представува движење на цената надоле. Како што може да видите, тоа е збор од секи во овој случај зелени, кои што би представувале движење на цената во нагорен правец и обратно црвени, односно bear market или движење на цената во надолен тек. Во однос на левелите, тоа би представувало врв и дно на одреден бран, кои што како такви представуваат нивоа на кои што најчесто цената се задржува и понатаму. Во превод, доколку цената се повтори да се врати на истото ниво, би се поставувало дека истото ќе представува или отпор или поддршка за истата цена да се движи нагоре или надоле. За почеток, како што реков, ќе го користиме месечниот чарт, чисто затоа што е многу јасен и многу лесен за анализа. Значи ќе ставиме ниво во претходниот bull run, кој што заврши во почетоците на 2018 каде 2012 година и на истиот ќе ставиме ниво на месечно ниво. Значи истото практично може да го правиме со различна боја. Во овој случај јас им представено бои во однос на секој временски период. Значи сите нивоа кои ќе ги ставиме на месечно ниво ќе бидат представени со бела боја, односно доколку направите дубл клик на самата линија, ви дава начин како да ја сетирате, односно што би сајле иста во кое сега ќе овесам еден по еден. Значи првиот дел visibility устаи представува во кој временски периоди би сакале истото ниво да гледате. Значи за овие поголеми нивоа јас би препорачал да ги ставите на сите временски нивоа да бидат видливи. Ќе ви објаснам зашто е тоа така веднаш. Значи доколку го смениме моментално од месечно на неделно ниво, може да видите дека истата линија е се уште овде. Доколку истата беше сетира да не биде видлива на неделно ниво, како може да видите доколку вратиме месечно ниво, истата се уште постои, она што ставиме само мен, но не и на неделно ниво. Што значи на некој начин ви дозволува да немате пренатрупување на сама техничка анализа и на тој начин фактички многу поедноставно значи да се организирате и да можете да направите во одредени временски периоди да биде тоа што ви е потребно видливо, а тоа што не да ви смета. Како што може да видите за да се постави одредено ниво, секогаш мора да го поставите на врвот од одреден бран движејќи се нагоре, буран, и обратно од одреден бран движејќи се надоле на последна свеќа на практично се нарекува фитил, односно на кајот од самата свеќа, без разлика каде се наоѓа нејзиното тело, значи на кајот од фитил на истата свеќа. На тој начин фактички добивате одредено поле во кое што цената би се движела понатаму. Значи за да го потврдиме ова, јас ќе одредам неколку нивоа на горно и на долно ниво и на тој начин ќе видите дали истите понатаму се на некој начин поддржани и во останатите временски секвенци. Значи во овој случај иако зелената свеќа завршува овде, значи можеме да го земеме највисокиот дел иако ова е црвена свеќа, значи највисокиот дел од овој бран представува нивото каде што се наоѓа месечното ниво, исто и овде. Сега, овие две нивоа моментално се уште спремно рано, немаме доволно свеќе за да видиме дали ќе бидат испочитувани и понатаму, но на овие нивоа на претходниот булран може листите да видиме дали се испочитувани и за тоа да го видиме, како што може да видите во овој случај прво, значи ова движење надоле претходно како ниво кој што било ставено на месечно ниво, кога се враќа повторно после овој мал бран нагоре, исто било испочитувано, односно цената се вратила за да го тестира ова ниво и откако успешно го тестирала, било одбиен нагоре. Така, од друга страна може да видите дека претходните поставени нивоа на месечно ниво представувале препрека за цената да продолжи нагоре и исто точно ја деле и требало цел месец за да може да прекукне ова препрека и да продолжи со нејзиното движење нагоре. Што значи дека ова во вашата анализа многу ќе ви значи, кога ќе може да некој начин да предостави дали одредена цена би се задржала на одредено ниво и дали да била корекција по достигнување на самото ниво. Сега кога би се придвижил на неделно ниво, ќе видите дека овие нивоа се се поеќе битни затоа што да, само можеме да ги ставиме исти да бидат видливи и на неделно ниво, како што веќе разговараме. Значи со двоклик на visibility, односно на видливост, мора да го селектирате секој временски период во кој што би сакале истите да бидат видливи, за да може кога ќе го смениме овој временски период, истите да бидат видливи и да видиме како на помал временски период истите ја задржуваат цената. Значи како што може да видите, ова ниво кое што било поставено во врвот на булранот во крајот на 2017 година е испочитувано неколку пати, односно цената морала да направи неколку тестови за истото да може да го скрши и да продолжи во движењето нагоре. Доколку продолжите на уште помал временски период, во случајов ќе земам 3 дена чисто за да видите како се тоа изгледа, значи
Како што може да видите, нивоата се повеќе и повеќе почитувани за тоа што доаѓаат од многу повисок временски период, односно колку временски период е покрупен, толку истите нивоа се многу потешки за да бидат скршени нагоре и многу добри како поддршка кога цената паѓа надолу. Сега, значи за да може да видите како сето тоа би било организирано, како јас на пример го организирам сето тоа, во случај вас ви е битно кога би биле тоа видливи и во стайл, односно во стил, може да на некој начин одредите во каква боја истите би биле и која дебелина истите би ја имале, што би ви помогнало да може да ги разликувате кога ќе се движите во помал временски период. Сега, во овој случај, значи доколку сакате да ја снимите оваа граница на некој начин, одите во template и save as, односно ја снимате овој индикатор, го снимате како темплейт за да може истиот да го користите понатаму без да мора да го сетирате секогаш кога ќе ставите одредено ниво. Во овој случај може да користите и македонска поддршка и да ставите месечно ниво. Што значи дека откако ќе го снимите истото, овој setting, значи ова сетирање на самиот индикатор, доколку сакате истиот да го искористите, значи само да ви покажам, кликнувате повторно овде, го поставувате нивото и со двоклик може истото да го селектирате да автоматски се подеси на оној сетинг на месечно ниво и ќе ги подеси и бојата и видливоста на истиот индикатор. Во овој случај јас имам веќе подесено на неделно и дневно и саатно ниво и за тоа да не го правиме тоа еден по еден, значи би сакал само да ви покажам како се тоа би изгледало во случај на неделно ниво кога би поставиле нивоа. Разликата е во тоа што доколку веќе имаме поставено ниво на врвот од овој бран, тоа значи дека не мораме да поставиме и неделно ниво, затоа што веќе имаме посилно ниво на претходниот временски период, односно месечниот период, што значи дека за неделно ниво би морале да поставиме во овие мали бранови кои што се наоѓаат измеѓу, значи врвот и дното во овој последен bear market. Во овој случај на пример тоа би се одвивало, само да ви покажам како би изгледало сето тоа. Значи, ова би било дно на овој мал бран, значи не овој целосен бран на месечно ниво, него овој мал бран на неделно ниво. Во овој случај затоа што ова е неделно ниво, значи јас веќе имам зачувано weekly level или на англиски, поточно неделно ниво на македонски. Значи, во овој случај, како што може да видите, веќе има сетирано и која да биде бојата и која да биде видливост. Како што може да видите како се движиме во помал временски период, значи се одселектирани по големите временски периоди за да нема забуна и за истите да не ви прават пренатрупаност на самиот чарт кој што го користите. Сега, во овој случај, како што може да видите, и покрај овие две нивоа, значи неделното ниво се уште е истото на некој начин многу добро испочитувано неколку пати, како што може да видите, значи самиот овој бран пробал да го скрши ова ниво и му биле потребни од неговиот почеток во февруари во 2018 година, па се до ноември 2018 година за истото ниво да биде скршено. Како што може да видите, овие индикатори се многу силни и истите дополнително ви помагаат да може да видите во кој рейндж, односно во кој обем би се движела самата цена. Истото ниво на овој бран горе се наоѓа на врвот на оваа свеќа и како што може да видите, исто и ова ниво било испочитувано откако цената се вратила повторно во 2019 година во средината, во јуни, кога истото морало да биде тестирано неколку пати пред цената повторно да падне надоле. Како што може да видите, значи исто ниво не мора да биде одредено и овде, затоа што, како што може да видите, истото е испочитувано. Исто и овде, пред истото да биде скршено нагоре и да продолжи цената во движење нагоре. Значи, само сакам да ви покажам дека нивоата сами по себе се прв и на некој начин основен индикатор кој што мора да ги почитувате и мора да ги научите како да ги наоѓате во одреден чарт. Сега, значи, повторно би сакал да се вратам и на дневно ниво. Значи, истото понатаму продолжува и на саат ниво. Вие може да одредите точно на кои левели ви се најпотребни во однос на обемот на тргување кое што го правите, затоа што секој тргување во однос на тоа дали го правите на помал временски период или поголем временски период, во тој однос се битни и нивоата кои што ги користите. Како што може да видите моментално,
големите, односно големо временските нивоа се многу добро почитувани во однос на цената и во овој случај може да видите дека тестирањата на самото ниво се во многу голем обем, доколку би зумирале во однос на чартот на дневно ниво, како што може да видите, значи на неделно ниво тестирањата беа дали 3 или 4 обиди, но на дневно ниво може да видите дека тоа не било 3 или 4, биле многу повеќе. 1, 2, 3, 4 и овие исто така би можеле да се рачунаат како тестирање на самото ниво, затоа што се во голема близина на самото ниво. Значи, сакам да ви покажам дека овие нивоа се многу битни кога за почеток, например, би почнале да учите чартинг, односно да учите техничка анализа, и истите би ми помогнале многу во одредување на самата цена и дали истата би се движала нагоре или надоле, дали истата би имала шанса да се задржи на одредено ниво. Сега, повторно, како што реков, значи овдека можеме да се вратиме на дневно ниво. Значи, како што може да видите, овој интервал сега моментално секој од овие свеќи представува еден ден. Што значи дека ние на дневно ниво можеме сега да наоѓеме и други нивоа. Во овој случај, значи во овој мал бран, сите овие би биле дневни нивоа. Само да одредиме неколку чисто да видите како би изгледала разликата. Значи, овој случај, како што може да представиме, нели, како и во претходниот случај, веќе е за ова ниво веќе е на неделно ниво. Значи, затоа и не мораме повторно да го означиме на дневно ниво, за да нема пренатрупување. Од друга страна, самото ниво на неделно ниво е посилно од дневното ниво и затоа сега, например, на помалите бранови можеме да одредиме нивоа на дневно ниво. За почеток ќе ставиме на оваа свеќа, повторно. Значи, како што може да видите, веќе мене темплейтите ми се направени, значи имам дневно ниво, но доколку треба да ги направите, би предложил да селектирате кои од временските во кои од временските зони сакате да биде видливо ова ниво и како би сакале да биде неговата боја и можеби доколку имате поинакви идеи во однос на линијата која што сакате да има ова ниво. Значи, повторно, ќе означиме неколку нивоа на дневно ниво, за да може да видите како истите и понатаму се почитувани од однос на чартот. Секогаш взимајте ги крајот и почетокот на одреден бран како места каде што треба да означите ниво. Значи не може да означите на сите овие мали бранови затоа што вашиот чарт ќе биде пренатрупан. Овие делови на крајот и на почетокот на одреден бран се најпочитувани во однос на цената во иднина. Сега затоа, например, како што може да видите, одредивме 3 нивоа на претходен бран во 2018 година. Значи можеме сега да свртиме напред во иднина и може да видите дека